Не, доволно е да тоа тука. Да. Браво. Па супер, вие сте денеска спасители на нашиот случај. Добар ден. Добар ден. Како се виждате? Здраво. Здраво. Ајде, како сте? Добар ден. Одлични. Сега од кој сте училиште? Вашо бројке, да, па пиша. Супер. Но сите сте исто одделени или различно? Не, тоа се членовите на ученичкиот парламент од Банчкрет. Што представува ученички парламент? Ученичкиот парламент представуваат членовите на сите од секоја паралелка си има по еден член. Паш и председателите. Браво. Да. Браво, што ги има многу председатели. Да. Супер. Јас кога бев ученик, јас бев председател. Јас ми избрав прво година и после само ќе има реизбор. Како си бира председател на одделение? Гласање. Кој ви гласа? Учениците од исто одделение, така ли? Браво. Која е улогата на ученички парламент? Да? Класници. Да. Слушате ви води и се што ви е потребно, само да го педагогот преку вас да си ставите правата, да се за вас стигате хубави услови за учење. Кај директору, кај градоначалнику, кај советникот за образование, kada вие сте изберени да го представате први вашето одделение и после вашето училиште. Каде? Браво. Ајде. По на 5 коди сте вие, значи што сте извадили за председатели, мора сте најумни ги отколу. Да, најдобри. Браво. Само. Здраво. Да, како си, добро си? Добро, да. Супер. Сте си здраво? Здраво, како сте? Добри. И се познаваме ние со тебе? Да. Да сте како таа дадичко, знаеш колку е гласна? Најгласна е од племето Христи. А тука сме ние сега од Црвен крст, волонтери. Да. Која е работа на Црвен крст, на волонтери до Црвен крст? Главна работа помош. Браво. Оно му што е најпотребно. Мамо. Браво. Супер. Ќе продавочиме сериозно со работа со Црвен крст. Дефинитивно треба. Да, ќе ни требате многу. Да, за това сме тука. Абе. Спреме за нова година. Значи официјално ќе сретнеме елката на 13 декември, да кажете на сите другарчиња да дојдат у сабота, тоа ќе биде сабота на 13 декември. И проекатот е тамо Чечковци и Дедозоки ќе ја да уредат и елката која што е тука во градскиот парк и сите украси. Ќе направиме звездено небо, така да ќе имаме убави настани. Во соработка со вашите училишта, основните со Црвен крст, со сите невладини организации ќе направиме да има секој ден по нешто. Така кога ќе у школите се пофалите. Сега ќе има многу голема програма. И ќе има тука секој ден ќе има музика. Највеќе ќе има за вас како деца. Када ќе ни биде најдраго вие да ни биде секоја вечер гости. Учењето ќе го ставиме за после второ полугодие. Ќе учиме за време на часови. Ќе учиме за време на часови, а после часови, пошто ќе биде едногодишен амбиент, треба да се забавува. Пошто ќе бидат председател да ја промовира културата и традициите на Делчево. Ќе има, значи, мед, ќе има други домашни производи, рачни заработки и ќе имаме таа кукичка која ќе биде куќина надежда. И тука во таа кукичка надежда секој ден кој што е добронамерен ќе може да донесе и да донира било што, дали е това пакетче за нова година, дали е слика, дали е телефон, лаптоп, постелнина, облека, за да можеме да устекиме колку е можно повеќе деца за нова година. Тоест да обезбедиме хуманост. Да. И таа кукичка треба да стане традиција и од тука натаму да биде една светилка за надежда дека ние не може да го направиме за 100%, ама да се потрудиме да успееме секој детенце да добие пакетче за нова година или да добие некој подарок. Така таа кукичка ќе биде ностоп отворена, за да може секој кој што е добронамерен да донира, било да биде порака, да биде честитка за нова година, пошто вие знам некои заработувате честитки, за да секој кој што има потреба од нешто да дојде и да си го препознае и да си го земе. Се до тоа што ќе остане на крајот на годината, таму некој 27-28,
во соработка со Црвенка, во соработка со вас, како ученички парламент, во соработка со другите невладини организации, това што е соберено ќе го поделим. Ќе дадем начин како да го донираме некаде, да го однесеме, за да можеме колку е можно повеќе да ја подигнеме пред се кај нас кај граѓанството свеста, за да можеме да ја намалиме разликата класна помеѓу сите генерации, помеѓу граѓаните на општина Делчево. Ние како општина Делчево и како локална самоуправа ќе се бориме не само значи за нова година, ќе се бориме во текот на целата 2026 година и понатаму. Така е, това е, мислат, пораката е јасна, недвосмислена, за да знаеш дека и до сега сме се борили и ќе продолжиме да се бориме и понатаму. Така, секој ден граѓани на Делчево, мисля, пошто имаме и видеа некој медиум, сакам да например како граначек на Делчево, да бидеме и ние нечи недомраз и да возможно колку е возможно повеќе детски насмеки во Делчево. Да сме живи и здрави, да имаме убав старт на празничната и новогодишна бајка во Делчево. Благодариме. Праводарителите. На која дата? 5 декември. Колку саато? Во 3 сата. Во читалната на библиотеката. Тоа е значи во соработка со општина Делчево и со Црвенкас, еден убав настан. Имаме крводарител кој што има дадено 100 пати крв. И двојца крводарители што има дадено 2 пати по 50, мисля двојца по 50. Така това е исто ги го спомнуваме случајно, не случајно за да знаат децата дека во Делчево има многу хубави луѓе. Значи да даруваш 100 пати крв на крводарител, значи 100 пати си спасил нечи живот. Или си помогнал да се спаси нечи живот 100 пати. Така да това е исто една убава порака во оптек на празниците кои што додат и на вас како Црвен крст, дека треба да продолжите да се борите уште по-храбро.